Почитувани медиуми, согласно теренските активности на ВМРО ДПМН, денеска сме во Ново село на разговори со жителите од Ново село. Согласно активностите на ВМРО ДПМН, разговараме за сите проблеми кои што ги тежнеат жителите од Ново село, кои што ќе бидат составен дел од програмата, се со цел да понудиме решение на овие проблеми. ВМРО ДПМН било и ќе остане меѓу граѓаните и постојано ќе разговара за сите оние ситуации кои што ги тежнеат. Сакам да истакнам дека добро е што СДСМ и Зоран Заев се охрабрија конечно да излеземе на избори, граѓаните конечно да си окажат своето незадоволство. Се наоѓаме во југоисточниот дел на Република Македонија, подочно во земјоделскиот крај, каде што на огромно незадоволство земјоделците информираат дека се клекнати на колена, дека едноставно овие 2,5 години колку што СДСМ е на власт ги преживуваат најтешките години од своето постоење. Само за подсетување, немаше земјоделска категорија, немаше земјоделец кој што не беше разочаран од неценење на неговиот труд. Немаше земјоделски производ кој што не беше фрлен на боништата, наместо да се продава по европските пазари, како тоа што го ветуваше СДСМ и Зоран Заев, дека откупувачите ќе се тепаат за кој да го земе нивниот род. Она што вака во овие денешни разговори во Ново село, кои што ќе бидат преточени во проекти, односно решенија во идната програма на ВМРО ДПМН, значат дека ВМРО ДПМН има концепт за подобна иднина на сите граѓани во Република Македонија, меѓу кои нормално и земјоделците. И се надеваме дека СДСМ конечно ќе излезат на избори ако во меѓувреме не се предомислат со оглед на оние ситуации кои што ги имаме во моментот. Така да овие разговори се онаа постојана комуникација која што ќе значат подобар живот за сите граѓани во Република Македонија. Од тука сакам да упатам дека во овие разговори, овие проблеми кои што ги посочија жителите на Ново село ќе бидат преточени во решение, односно проекти во идната предизборна програма која што ќе ја понуди ВМРО ДПМН во наредниот период. Ви благодарам.